Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерашнава емисија беше замислена како дуел на кандидатите за пратеник од изборната единица број 3 кои потекнуваат овде од градот од општина Кочани. Господјата Марија Ангелова и господинот Миле Левков. Тие телевизија Кочани се погрижи навреме да им достави покани уште на 1 јули и во меѓувреме добивме одговор само од господинот Левков дека ќе биде дел од емисијата, меѓутоа не добивме ниту позитивен, ниту негативен одговор од кандидатката за пратеник од редовите на СДСМ и коалицијата Можеме. Во таква ситуација пропуштате и вие ние една изворедна шанса да ги соочат аргументите двајцата, би рекол, противници, иако и двајцата ќе бидат, се разбира, пратеници најверојатно според она на кои места се позицирани на листите. Меѓутоа, таа шанса, сигурно ако сега ја нема, веројатно ретко дека ќе има и во друга прилика, тоа пред се ќе биде на наша и ваша штета, но во оваа ситуација немаме друг избор, освен да поразговараме со кандидатот за пратеник од редовите на ВМРО-ДПМН и коалицијата Обнова на Македонија, господинот Миле Левков, кој сигурно во оваа прилика ќе искористи можност да ги презентира, да ги промовира сите оние програмски определби за предстојните парламентарни избори и она што го нуди ВМРО-ДПМН доколку ја освои власта на 15 јули. Од мене за почеток толку, веројатно има уште многу да се каже во оваа насока. На локално ниво многу се избегнуваат ваквите дуели, што не е добро пред се за гласачите и за граѓаните, но тоа е друга тема, ќе разговараме во друга прилика за тоа. Сега минутите да му ги посветиме, да му ги оставиме на господинот Миле Левков. Добро вечер и добро дојде во студиото на телевизија Кочани. Добро вечер, како сте? Најпрвин да ја поздравам јавноста, да ја поздравам вас и да ви се заблагодарам на тоа што се обидовте да организирате една дебата во која што ќе можеме да ги соочиме нашите ставови. Ја добив поканата, се разбира, со задоволство одговорив без да го условувам времето и терминот, не затоа што имаме многу слободно време, имаме премногу густа и премногу зафатена агенда. Меѓутоа, сметам дека медиумот е многу важно средство преку кое можеме да се изразуваме и да го пренесеме она што го мислиме и да го слушнат граѓаните. Мора да истакнам дека навистина сум разочаран затоа што вечерва ја нема мојата против кандидатка Марија Ангелова као од редовите на Социјалдемократскиот сојуз овде во студио, да можеме отворено да поразговараме за сето она што се зборува во кампања. Да испредставите аргументи. Да, навистина сум разочаран. Таквото соочување со јавноста, соочување со програми, меѓутоа тоа е стилот на кој што владеат социјалдемократите. Гледате дека се, да кажеме, спакувано во една розова пропаганда на една црвена подзадина на кој што ќе видите само 4 букви СДСМ. И тоа е символ фактички дека се друго е избришано, се друго е заборавено, оставена е само нивната пропагандна машина, која што пропагандна машина завршува токму таму каде што немаат некој кој што ќе ги врти листовите на кои што читаат позади камери. Секогаш кога ќе треба да се соочат, еве ќе дојдеме до оваа ситуација, можам да очекувам некое соопштение кое што нели ќе биде со лични напади и така натаму. Приликата ја има, ако ја испуштија, имаме уште една телевизија, апелирам нека организираат дополнителна дебата таму. Затоа што пратеникот треба да биде гласот на народот. Ако ние денеска не ги спротиставиме ставовите овде во емисијата, како ќе ги браните вие ставовите на говорница? Како ќе ги браните ставовите пред другите политички партии? Како ќе ги браните ставовите и интересите пред другите пратеници, представници од другите општини? Како ќе лобирате за проекти за вашата општина? Ако чекате, тие гледам дека се кријат позади носителите, позади Љупчо и Јагода Шахпаска, вие не можете да очекувате Љупчо и Јагода да бидат позагрижени за Кочани отколку што сте вие. Ако е така, да го смениме изборниот систем и да имаме некој друг изборен систем во кој што Кочани ќе нема свој представници. Добро, ќе бидеме хендикепирани и вие како кандидат, а се разбира и ние како телевизија, затоа што кога не е тука присутен другиот кандидат, едноставно самата дебата, самиот разговор оди со поинаков текст, со поинаква динамика и веројатно ќе мора само да се задржиме на она што е најбитно, а тоа е она што го нудите во програмата и вашата визија и лична и партиска за наредниот 4-годишен мандат
на државно се разбира ниво, а преку тоа рефлектирано и на локално ниво. Кампањата започна на 24 јуни, денеска сме 8 јули. 13 година се отприлика тоа. Како ја оценувате, дали наидовте на соодветна реакција, позитивна реакција во јавноста и какви се вашите досегашни впечатоци? Па, како да ви кажам, ја тоа и го најавив и тоа и го мислев, ние имаме една одлична екипа која што, да ви кажам, едва и чекавме да излеземе на терен, едва и чекавме да излеземе со кампањата. Бидејќи имаше одложување, имаше одложувања поради короната. Излезе дека овие кандидатите кои што се сега на листата, меѓу кои сум јас, скршија историски, веднаш почнаа со кршење на некои рекорди. Например, ние скршивме историски рекорди по тоа колку време сте кандидат на листата за пратеници. Тоа е еден, да кажеме, почнуваме со еден за жал непопуларен рекорд. Сите ние кои што се наоѓаме на листите. Ние имаме една екипа која што е спремна да действува на повеќе полиња. Значи имаме луѓе кои што се спремни да одат на терен и тоа на најнедостапните места. Имаме луѓе кои што се задолжени за медиуми, имаме луѓе кои што ги следат нивните проекти. Ако забележите се она што го зборуваме, не само сега, и изминатите 3 години, ако сакате можете да ги вратите сите објави кои што излегле од Центарот на комуникација на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, ние до сега не сме направиле ниту една грешка. Иако може да се случи некојаш да сгрешите со бројка, со проект или да обвините за нешто, да направите превид, до сега немаме такво. Зошто? Затоа што луѓето се максимално посветени, луѓето кои што се во тимот на ВМРО ДПМН и сите луѓе кои што ја одбрале обновата се претежно храбри луѓе кои што посакуваат добро на Македонија, добро на својата татковина и добро на државата. Тоа не се луѓе кои што се кријат позади нашата земја, тоа не се луѓе кои што се кријат позади лажни проекти и тоа не се луѓе кои што се кријат позади развиена пиар машинерија. Ние за разлика од нив немавме таква развиена пропагандна машина како што имат социјал-демократите. Ќе видите дека ти имаат исклучително скапи спотови, имаат медиумско време, имаат спонзорирани објави. Меѓутоа, ние имаме нешто што не се купува со пари. Ние имаме идеја и имаме суштината. Не можете вие да се борите против искреноста само со пропаганда. Пропагандата е овивката на одреден продукт, продукт или производ. Она што се наоѓа внатре, она што го имаат социјал-демократите, едно големо ништо, една празнина која што сакаат да не ја продадат токму сега и ги видовте реакциите на нивниот како да кажам, како го крстија тие граѓански собир кој што беше на Пониква. Прво за нивниот граѓански собир не знаеше никој во градот Кочани. Марија Ангелова не само што бега од дебата сега, ти избега од цело Кочани, отидоа на Пониква. Ама знаете каква е вистината? Значи, станува збор за една поетска правда и ако видовте, тие го направија митингот на крајот на патот. Тие викаа прав пат и од цела Македонија го избраа единственото место каде што патот завршува со провалија. Ја не знам дали на друго место во Македонија ќе најдете така лесно пат кој што завршува со провалија. Меѓутоа, тоа се некои работи кои што нивниот пиар не ги видел, не ги осознал, меѓутоа јас тоа го нарекувам поетска правда. Не можете од тоа да избегате. Како снимката што беше со градоначалникот кога зборува за активноста на младите, јас случајно поминав од другата страна на реката, видов дека имаше представници од пиарот или односи со јавноста, имаше околу 20-тина. За вечерта кога ја видов снимката, да гледаме во моментот кога зборува за активностите на младите, еден млад човек како брка во кантата. Како ќе го скриете тоа со пиар? Тоа не можете да го скриете. Тоа не се режира, тоа не се мести, тоа не можете да го скриете. Зошто? Затоа што тоа е жалната вистина. Чи вие можете да кажувате приказки за успешна држава, за успешен град, меѓутоа вистината гледате каква и на кој начин се манифестира. Од аспект на конструктивна или валкана кампања, како ја оценувате досегашната кампања? Вие отприлика зборувавте на таа тема и досега, меѓутоа можеби со некој аргумент повеќе. Како да кажам, исклучително валкана кампања во објавите кои што ги имаме ние. Ако забележите, може да повикат било кој стручен кадар, значи
Црната кампања е кампања во која што вие напаѓате личноста на некој. Значи во црна кампања не спаѓа ако вие наведувате кои проекти не се реализирани или ако за некој кажувате дека е неспособен да си ја заврши работата. Тоа не е црна кампања, тоа е критика. Црна кампања е секој кога ве напаѓаат лично. Вас, вашето семејство, она што сте го направиле, од каде потекнувате, како потекнувате, кога ве обвинуваат дека имате скриени намери и така натаму. Ако ја погледнете страницата фан страниците на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, ќе видите дека ние немаме лични навреди за никого. Црната кампања стана доминантна во овие. Зошто? Затоа што тие едноставно немаа што да понудат, ние на тоа не одговоривме соодветно и ние ќе продолжиме да работиме онака како што си работиме, секогаш ги кажуваме проблемите кои што ги нотираме, тие некогаш знаат да ги извадат од такт, меѓутоа кога одите со граѓаните, кога одите на терен, тие ви ги кажуваат многу различни проблеми. Значи кога се среќаваме со земјоделците, тие кажуваат со кои проблеми се среќаваат во рамките на земјоделството, кога се среќаваме со другите категории, со докторите, зборуваме за инфраструктурата која што имат во здравството. Генерално луѓето се незадоволни од системот. Ние имаме систем кој што не функционира. Во делот на таа кампања ќе споменам вчерашниот случај кога Вештачкото езеро во Градче беше 2 пати порибено во 2 часа. Според мои новинарски информации имавме најава дека од Општинскиот комитет дека токму за вчера некаде околу 11 часот ќе се изврши порибување од ваша страна, а некако прекурет влезе и уште едно порибување во 9:30, 10 часот, зад кои стоја локални политички фактори и се разбира кандидати во изборната трка. Градче доби 250, 300, околу 500, 600 риби, рибарите сигурно се радуваат. Дали политичарите на тој начин, кој за мене е преседан лично, ги уловија гласовите на рибарите или бидејќи треба да се размислува и за ловџиите и за други, за трети. Јас имам и денески коментар во нашиот дневник. Кога станува збор за порибувањето кое што беше извршено од наша страна, тоа дефинитивно не беше целта. Ние имавме средба со генералниот секретар и носител на листата на изборна единица 3 господинот Игор Јанушев со риболовното друштво, со рибарите на Брана Градче пред 10 дена се сретнавме. Имавме многу плодни дискусии, дадоа многу добри идеи, посочија дека државата нема начин да се грижи за рибниот фонд, беа посочени проблемите со гумените бариери дека наштетуваат на живиот свет по течението на реката. И едноставно видовме луѓе кои што вистински искрено се грижат за животната средина. Затоа што гледате дека оваа кампања малце е сменета во смисла скратени се митинзи, скратени се собери и така натаму. Ние како Општински комитет најдовме и тие ни кажаа дека имате еден спортски натпревар за 24-25, јас извинувам ако ги грешам датумите. Јули дека имаат спортски натпревар и дека би било потребно некоја таква помош. Од комитетот се организиравме на задоволство на сите, затоа што и кај нас има, да кажеме, членови токму во тој клуб и луѓе кои што се занимаваат со тоа. Меѓутоа, кога дојде дента кога ги видовме сликите и подоцна дека сите порибуваме, се создаваат тие, да кажем, комични ситуации во кои ќе искористат рибарите, а ловџиите ќе се прашуваат зошто не пуштате некој зајак или ребица во полето, бидејќи таму е пустош, веќе одамна ги нема. Добро, како кандидат за пратеник и иден пратеник, што планирате, што размислувате ново да воведете во практицирањето на оваа функција? Се работи за одговорна функција која е мост помеѓу граѓаните, помеѓу базата и помеѓу парламентот и веројатно тука треба да се потенцира таа инвентивност. Јас како новинар кој долго години ги следи овие состојби, морам да кажам дека наназад генерации и пратеници едноставно само продефилирани собранието, без да остават некоја поопиплива трага за да можат граѓаните да решат, а на овој човек алал да му е така, тоа го направи, за тоа се избори или така се бореше, или се подведува на една, да речем, партиска дисциплина, послушност во која пратениците се помалку или повеќе обезличени. Тоа треба да го смени. Мислам, мотивацијата на секој кој што влегува во политиката, затоа што политиката е процес на донесување на одлуки кои што се од јавен интерес. Значи, време е тоа да биде сменето. Токму и на тоа се однесува целата програма која што имаме во обновата. Време е луѓето да се ја вратат до вербата во институциите.
За жал, кога одиме од врата на врата, кога комуницирам со луѓето, кога разговарам со луѓето, ја на вистина морам да кажам и да бидам искрен дека луѓето се целосно разочарани од државата и луѓето немаат доверба во институциите. Враќањето на довербата во институциите треба да почне токму од законодавниот дом, затоа што од овде мора да излезе решението на проблемот, затоа што законодавниот дом е тој кој што ги уредува законите и на еден начин уредува како ќе функционира државата. Односно, ќе знае ли Миле да тропне на маса во Скопје, да речеме во тие комисии и тела кога ќе се работи за некој интерес за производителите, за некои работници, за други сектори во општината кои ги застапува и кои очекуваме нели на овие избори да гласаат за таа опција и да утре вие да бидете пратени? Не само да се тропне, проблемите треба прво да се знаат. Значи прво треба да се знаат, треба да се знаат, треба да се повторуваат. Значи не станува збор дали ќе тропнеме на масата, го станува збор за конзистентноста во нашите барања. Значи Кратон Стариот велел Картагина мора да падне, Картагина мора да падне, Картагина мора да падне, за на крајот да ја предизвика војната. Зошто? Затоа што бил конзистентен во тие своји барања. Токму во таа насока беше нашата реакција за браната речени, ќе се навратам на тоа. Друго ми беше зборот дека решението ние како држава за жал се наоѓаме онаму каде што се наоѓаме. Ако проблемот поттикнал од водењето на лоша политика, решението е токму таму, во законодавниот дом. Ако проблемите произлегуваат од законодавниот дом, од лошите закони и од лошата поставеност во политиката, таму е местото каде што треба да ги решиме. Ја тоа и го кажувам на граѓаните, но оние што се разочарани, не сакаат да излезат. Јас постојано им го велам истото. Ако проблемите произлегуваат од политиката, за да ги решиме проблемите, мора да се вратиме на политиката. Ако вие го изгубите новчаникот, вие ќе го барате таму кај што сте биле. Ќе одите на последното место, во последната продавница и ќе поминете по истиот пат по кој сте поминали. Ако ние имаме проблеми во земјоделството, ако ние имаме проблеми во администрацијата, ако ние имаме проблеми во судството, ако таму ни се проблемите, како ќе ги решаваме тие проблеми? Токму на истите места каде што се создадени. Меѓутоа, ние треба да ги знаеме проблемите. Тоа што ние одиме во кампања има два ефекта. Првиот ефект е нормално да и кажеме, да им пренесеме на луѓето и да им порачаме да гласаат за нас за број 14. Второ е за да ги осознаеме проблемите. Лесно е ние да се криеме позади розови спотови во кои што велиме дека се е добро, ама не е се добро. Например, ние имаме системски пропусти во сите области. Бројот на прекршоци е драстично зголемен. Зошто? Затоа што имаме системски пропусти. Не знам дали знаете, процесниот и материјалниот закон во областа на прекршоците не се усогласен. Значи законот за прекршоци како процесен закон и другите материјални закони кои што се однесуваат како што е законот за безбедноста на сообраќајот не се усогласени еден со друг. Ако не се усогласени еден со друг, се намалува капацитетот за постапување на институциите. Фактички тие што го работат сега е незаконски. Ако е незаконски и се намалува бројот на постапувања, недостасува она што се нарекува генерална превенција. Затоа што секоја казна има специјална и генерална превенција. Специјална е кога ве казнувам вас затоа што сте го направиле, генерална е да знаат сите целото општество дека тоа што се прави не сме и ќе биде казнето. Кај нас тоа недостасува. Зошто? Да се вратиме сега малку на програмата. Што е тоа што ВМРО ДПМН со коалицијата го нуди и со кои аргументи ја бара довербата на граѓаните на престојните избори, бидејќи досега низ медиумите многу пати, низ пресконференциите многу пати спомнувани позитивни, негативни работи. Што е тоа што го содржи програмата која е обемна, која е на околу 360 страници и која ги офаќа буквално сите сфери од општественото живење од држава? Така е. Проектот обнова е проект напишан од страна на експерти и стручни лица како резултат на оние разговори за обнова кои што ги водевме низ градовите. Има внатре над 1000 проекти кои што се однесуваат на сите сегменти. Она што е важно и што би можел овде да го издвојам, тоа се младите луѓе, тоа се земјоделците и тоа е дигитализацијата. Тие се многу важни работи. Зошто? Затоа што гледаме дека земјоделецот се наоѓа во една лоша финансиска ситуација и сето она што беше наменето и замислено за земјоделецот гледаме дека не се остварува. Например, еве денеска имавме пресконференција во која што кажавме
според законот, според законското решение, 15 дена пред почетокот на жетвата треба да е формирана цената. Тоа го нема. Јас кога одев во посетите, кога се сретнав со граѓаните, тие ми покажаа слики, видов како и се уништени насадите со пипер. Значи, видов дека целосно се уништени. Јас тоа не го знаев. Значи ќе нема евар на есен или ќе нема евар, и кога се прашувавме сега што се случува со штетите, да, тие кажаа дека насадите не се осигурани. Зошто не се осигурани? Затоа што осигурувањето е поврзано со поднесувањето барање за субвенции, а барањето за субвенции беше одложено. Значи, целта во иднина ќе биде да се олеснат сите тие процедури. Ние имаме идеи, например, барањата кои што ги поднесуваат земјоделците да не се поднесуваат секоја година. Ние треба да ја намалиме таа администрација. Ќе го поднесете барањето сега, ако не е променета културата, ако не е променет обемот што го барате, ако се задржувате, ќе ги добивате наредните 4 години. Исто како ние што го бараме мандатот. Зошто политичарите ви бараат мандат кој што ќе трае 4 години, а потоа државата не ни ви бара документи секоја сезона одново да ја поминува таа иста голгота. Тоа не треба да биде нивна работа. Нивна работа треба да биде земјоделието. Ние предвидовме во рамките на целиот мандат 160 милиони евра за земјоделие. Тоа годишно, во текот на целиот мандат се 640 милиони. Од тоа 100 милиони за директни плаќања и 60 милиони за рурален развој, за развој на селата и за развој на инфраструктурата. Ние планираме сериозни инвестиции во рамките на водоснабдувањето. Значи, уште на времето од претходните влади, ВМРО ДПМН покажува еден постојан позитивен однос кон земјоделецот, афирмативен. Имаше еден план во кој што беа предвидени 200 милиони евра во период од 10 години за ревитализација, реконструкција на водоснабдителните мрежи. Хидросистем брегалници. Тоа значи, да, во тоа време се формира. Тоа значи 20 милиони евра годишно. А верувајте ми дека со предстојните предизвици од глобалното затоплување, со сите предизвици кои што се соочуваме, многу е важно да имаме стабилен систем на водоснабдување. Забележавте како беа празни акумулациите и за жал тоа ќе се случува и ќе се повторува. Ние мораме да градиме капацитети во кои што ќе можеме да се спротиставиме. Овде акцент мора да ставиме. Спомнувате капацитети. Позицијата се фали со капитални инвестиции и проекти, опозицијата вели дека ги нема. Кој е тука вашиот став? Тие немаат ни еден проект. Значи, за да имате проект, вие треба да го осмислите, да го проектирате или да почнете да го градите. И сега, за жал, што се случува овде? За жал се случува дека граѓаните добиваат представа дека сите се исти. Ние го направивме проектот и така надом. Не, ние го направивме проектот. Еве, за пример, ќе ја земам Враната Речени. Таа ќе биде градена од пари на граѓаните. Значи, тоа не е спорно дека тие пари се на граѓаните. Меѓутоа, прашањето е кој ќе го реализира и кога ќе го реализира. Значи, ако ја знаеме вистината дека тој проект е почнат од владата на ВМРО ДПМН, дека се обезбедени пари во буџетите 2017, 2018, 2019 и дека престана да се гради со доаѓање на власт на СДС, мислам дека е малку лицемерно. Ние немавме никаква реакција, се дур него видов господинот Зоран Заев на самата брана како снима спот и во кој се фали дека ќе ја изгради. Затоа што тоа не е фалење, туку тоа е уценување на граѓаните. Нашата цел не беше да се надмудруваме кој направил повеќе или кој направил помалку. На крајот тоа останува за граѓаните и тие што го направиле затоа што се платени за тоа. Не е тоа целта. Ние излеговме со една друга цел. Да и кажеме на граѓаните дека тоа е капитален проект од прва класа, дека ќе продолжи и ќе биде изграден без разлика на тоа кој е на власт. Така. Ќе можат ли граѓаните да очекуваат, ќе појдам сега по ова, како се вели, по сектори или по области. Во земјоделието може да се надеваат земјоделците на нови, вие спомнавте бројки околу тоа колку ќе бидат помагани, субвенционирани, колку се издвојува за земјоделието. Можете да очекуваат подобри услови за земјоделско производство во наредниот период? И што е тоа, кои отприлика мерки би можеле да се насочат, при тоа да прецизирате, да се фокусирате на Кочани, на оризопроизводството, на овој, би рекол, микрорегион
во Кочанската котлина? Па она што е најважно до кое што доаѓаме во нашите средми е незадоволството на земјоделецот од неколку работи. Тоа од административните процедури кои што ги имаат за да поднесат, нетранспарентноста. Например, многу од нив не добија субвенции, не се исплатени за субвенции затоа што се водат како должници или во водостопанството или во јавното претпријатие за стопанисување со пасишта. Нашата улога како држава ќе биде да ги намалиме тие бариери. Земјоделецот да не ги поднесува целосно, постојано тие, и земјоделецот да не се блокира за исплата на субвенции за, да кажеме, некои смешни суми кои што не се платени. И второ, ако веќе државата мора да ги блокира, да имаме транспарентен начин тоа земјоделецот да го знае. Другата работа која што е нивен проблем е ненавремената исплата на она што е откупено од нив. Ние разговаравме со генералниот секретар, постојат многу, би рекол, ефективни начини да се реши тоа. Преку Македонска банка за поддршка и развој ќе може да се обезбедат кредитни линии во кои што кредитни линии ќе бидат за откупувачите и за трговците како своевидна гаранција. Тоа го гледаме дека банките го работат. Например, пензионерите треба да земат пензија, не е важно, на 15-ти, банката од своји средства исплаќа на 1-ви, па добива повеќе комитенти. Тој истиот систем може да биде пресликан и во земјоделието. На крајот на денот тоа државата ќе ја чини многу малку пари, затоа што евентуално ќе треба да ја плати само каматата. Меѓутоа, од другата страна ќе добиеме земјоделец кој што ќе си ги добие парите на време. Так. И не само земјоделците, јас сакав да ги споменам младите луѓе, тие се нашата движечка сила. Ние мораме да внимаваме, ние мораме да вложуваме во квалитетно образование. Да запре екзодусот. Мора да запре екзодусот, ние мораме да ја зголемиме конкурентноста на трудот, мораме да го зголемиме степенот на производство преку квалитетно образование на младите. Така, геотермалните води се еден неискористен ресурс за кој со години, не со години, со децении се зборува во рамките на општината. Сигурно дека граѓаните очекуваат дека ќе се најде, што се вели, маж да ги искористи поефективно, овој енергенс. И овие наназад 3-4 години кои помина, многу малку се направи на тој план. Едноставно оранжериите, каде што дури и неконтролирано се троши водата, би рекол за без пари оди во неврат, во природа. И топлата вода, и геотермалните води, и гасификацијата, и соларните панели. Се она што да кажеме спаѓа во таа област, можете да забележите дека од оваа влада беше заборавено. Например, гасификацијата 2 пати беше споменувана и на парламентарните избори, потоа и на локалните избори, и тоа беше ставено вака високо како клучен проект гасификација. Ние од тогаш не слушнавме ништо. Меѓутоа, зошто спојувам гасификацијата со топлите води? Кога разговаравме со генералниот секретар и со председателот, ние имаме план во наредните 4 години да ја донесеме гасификацијата до секој град. И тоа не го разговараме ние со било кој. Ние тоа го разговараме со Христијан Мицковски, председателот на ВМРО ДПМН, идниот премиер на владата. Сакам да знаете дека е врвен експерт во полето на енергетиката. Значи, тој е врвен експерт. Ако има човек кој што добро ги знае потенцијалите и вредностите и на топлата вода и придобивките од гасификацијата, верувајте дека е тој човек. Едноставно, кога станува збор за тие две работи, ниту јас како пратеник, ниту било кој друг, не треба дополнително да го мотивираме и да му објаснуваме. Едноставно, кога дојде да ја посети Кочани, отидовме за да ги види колку е преубава пониква, и таму исто разговаравме за топлите води. Тој ги знае и е свесен за енергетските потенцијали кои што ги има, токму поради тоа ќе видите во програмата дека е предвидено и развој на бањеолошкиот и велнес и спа туризам. Исто така е предвидена и гасификацијата. Односно, сакам да ви кажам дека во тимот на ВМРО ДПМН го имаме светски признат стручњак во таа област. Така. Престојат уште 5-6 дена до крајот на изборната кампања. Во што ќе ги фокусирате вашите активности, на што ќе се посветите, бидејќи имате жестока битка, имате противник на другата страна со кој треба да го победите, претпоставувам.
Ќе се фокусираме на многу работи. Една од работите кои што мене лично Има уште граѓани кои не сте ги посетили, има уште места. Да, има одредени луѓе кои што нормално сакат да се сретнат да поразговараме. Мене и сите ние сме загрижени за две работи. Прво, социјалдемократите посекуваат мала излезност на изборите и тоа успеваат на некој начин, односно се обидуваат да го пренесат до граѓаните. Првата работа е да ги охрабриме граѓаните да користат заштитни мерки, заштитни опреми и да излезат на гласање. Втората закана, да кажам, која што ние ја гледаме, имаме 13 избирачки места кои што се променети. 13 избирачки места кои што се не се информирани луѓето и ние денеска како општински комитет поднесовме барање до општинската изборна комисија да пуштат кајроника и телевизиите кои што нели ќе бидат платени, во кои што луѓето ќе бидат информирани. И тоа е една кампања која што тие мора да изведат денеска. Ние ќе почнеме со неа. Нашиот план е да ги посветиме понеделник и вторник кои што се изборен молк, да ги посветиме на една едукативна кампања, затоа што тоа нема да повикуваме за кого да се гласа, едноставно да ги информираме луѓето каде се, едукативните кампањи можат да продолжат и сметам дека сите граѓани кои што ја гледат треба да се информираат и нека ја следат нашата фан страница, нека ја следат и вашата телевизија, да се информираат дали нивното гласачко место е променето. И ако е променето, ве охрабрувам, ќе има табли на кој што е напишано каде е избирачкото место, каде е новата локација, ги охрабрувам и апелирам да се упатат до местото и да си го остварат своето право на глас. Ние немаме друга опција, ние немаме резервна држава, ние немаме друг ден. На 15 јули мораме да излеземе и да го дадеме гласот за оно што мислиме, меѓутоа јас ви уверувам дека единствено место и единствена листа која што можете да се надевате на успех е проектот Обнова, односно Коалицијата за обнова на Македонија, предводена од ВМРО ДПМН. Односно тие две работи. Продолжување со кампањата и информативен дел од нашата кампања во кој што ќе ги запознаеме луѓето каде можат да гласаат. Така, може би прогнозирањето е неблагодарно, но ајде да речеме не прогноза, туку колку претеднички мандати посакувате во тројката или очекувате дека ќе добиете во тројката? Не би сакал да зборувам за анкети. Јас гледав неколку анкети, јас колку што знаме, може би грешам, според изборниот законник не треба да се објавуваат анкети во текот. Дугутре е дозволено и анкетирање и објавување на резултатите од анкетите. Денеска имаше 2-3 од БИПС, или како беше таму, и од ИПИС, каде што, например, ВМРО ДПМН има предност, дури имаше и бројки 54 претенички места или мандати за ВМРО ДПМН, 47 за СДСМ, а пак Брума, како беше, имаат предност за СДСМ, што значи дека и анкетите понекогаш не мора да бидат докрај прецизни и точни во изнесувањето на расположението на граѓаните пред се на гласачите. По сето она ние што без да имаме желба да влијаеме психолошки, тоа е една нивна тактика во кој што сака да влија психолошки на луѓето. Истражувањето на теренот, расположението на теренот и сето она што е случува покажува дека изборите ќе ги добие ВМРО ДПМН и тоа убедливо ќе ги добие. На секој од нас во градовите е важно резултатот кој што ќе го добие градот, односно тоа е сликата која што оставаме, дали сме визионери за иднината или сме слуги и робови на одредени интересни центри. Инаку анкетите, како што рековте, се такви какви што се. Добро, граѓаните имаат можност да ги видат на социјалните мрежи, на порталите и така натаму, ги објавуваат и сите национални и регионални телевизии и локални, така да тоа не е тајна. Се манипулира некогаш се форсираат се тие за да евентуално придонесат кон некоја страна, но тоа е нашата реалност и од неа нема бегање. За крај би ви оставил само некоја порака до граѓаните, до гласачите, до оние кои можат да ве видат и слушнат преку оваа емисија, а тоа е на подрачјето на општините Кочани, Виница, Зрновци и Чешиново Облешево. Ви благодарам на поканата за вашите гледачи. Сакам да ви поканам и да и порачам да се охрабрите, да излезете на гласање на 15 јули, ден среда. Излезете уште рано наутро, уште во 7 часот, остварете го вашето право на глас. Не дозволувајте да ве измамат, не дозволувајте да ве обесхрабрат. Предстои обнова на Македонија. Ние силно порачуваме Исправи се Македонија
И ние имаме проект и програма подзади која што стоиме и ние и цел тим на експерти. Време е да си ја вратиме државата, време е да си го вратиме достоинството на Македонија, време е да си го вратиме достоинството на македонецот, време е да го обновиме и правосудството, време е да ја обновиме целата инфраструктура во државата и време е да создадеме дека ние и како народ, и како нација, и како луѓе знаеме како да функционираме и знаеме како да се организираме. Единствено, гласот за проектот за обнова е вистинската опција која што може да донесе до овие работи кои што ги набројавме. Уште еднашка ви благодарам за крај. Уште еднашка сум разочаран што не дојде против кандидатката. Уште еден апел, ако сака има уште некој ден и се надевам дека заедно ќе славиме голема победа на 15 јули. Уште еднаш број 14 листата на кој носител е господинот Игор Јанушев. Ви благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше емисијата во која наш гостин беше господинот Миле Левков, кандидат за пратеник од изборната единица број 3 на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата Обнова за Македонија. Уште еднаш јас на крај ќе изразам жалење што не дојде и кандидатката на СДСМ и Можеме, коалицијата Можеме. Марија Ангелова, бидејќи кога ќе имаше дуел, ќе беше многу поинтересно, ќе спротивстави аргументи, ќе спротивстави програми, ќе спротивстави проекти. Вака не е наша вина, извинете и вие што немавте таква можност да уживате во еден таков дуел и да добиете многу повеќе информации при вашата определба како ќе одавате својот глас на 15 јули. Уште еднаш благодарам за вниманието што кој не следевте, пријатно и довидување.